Окей. Здраво, дечки. Дојдеме таму дека што требаше да дојдеме. Сега, дали е до вести, дали не е до вести, не знам. Ама на 18 март, отприлика, очекувавме оти тука негде ќе заврше, ќе заврте. Али сепак, во е само Wave 4. И после, страшно тоа што постава тргнува Wave 5. Значи, значи така, овеме, 1, 2, 3, 4, 5. Страшните вести се што после во C корекција, кога и почне, дека и да заврши и Wave 5. Тоа е тоа што му плаши мене повеќе. Wave 5, што гледате, може многу екстенд да му се десе, што значи може да оди и до 150. Никој не знае как ќе биде. Сега, да се врнеме на каунтот. Значи, ќе имаме погледнички таймфрейм на 15 минути. Значи, вчера сликата што споделих. Значи, 1, 2, 3, 4, 5. Та теоријата. Така. Од кој? Кажаме. 1, 2, 3, 4, 5 е internal wave. Сега. Тргнува. Сега. Нас буквално ни треба turnaround confirmation. Оти веќе тука завршила приказната. Со во B-Wave. Има шанси, може да направи Head and Shoulders. Ама тоа е се шпекулативно моментално. Во секој случај, што би требало за нас отприлика за конфирмација оти веќе топ е тука некаде. Значи како што лофиме треба воа да дојде барем до тука. Цента да се спушта. Значи до тука некаде. Сега во го правам произволно, значи само за да добиете што е да сватите теоријата и да ви помогне на долги стази. Значи он треба да дојде до тука и после тука негде да се одбие за да имаме на некој начин lower high, lower low. Така. Ето така. Значи ние чекаме некој пинг-понг да се десе. Така да, во пад ќе биде многу остар кога ќе дојде ред за него. Значи многу остар ќе биде надоле. Може тука да биде Head and Shoulders. Идеално би било да има 1, 2, 3, 4, 5 и A, B, C. Значи без тоа ние уствари не треба да влеземе во трейд. Без да се деси тоа. Додека не видиме 1, 2, 3, 4, 5 со A, B, C, тоа, како што кажав во видеото што снимавах за Elliott Wave теоријата, тоа е 1-2 setup. Значи тоа ќе биде уствари Wave 1 од поголемиот каунт. 2, 3, 4, 5. Така некака. И во мув би требало да биде по сите правила и прописи многу брз, многу остар надоле. Значи кога ќе нацртме така, испаѓа како што кажаме. Само што C-Wave дека ќе заврше зависи од B-Wave. Дека е. Зашо? Оти кажаме, зимме Fib Base Extension
Одиме до врвот на А, до тука до Б, и корекцијата треба да заврши 75 некаде. Тоа би било идеално. Според теоријата, не мора да значи ќе биде така. Значи, кога ќе земе од тука до тука, и на пример ако B-wave оде понагоре, значи ќе го земе од понагоре мерката, и гледаме од и C-wave треба да заврши надвор некаде од прилика. Така да, во е само патокас. Не, гледайте, ваа знае да изморфе, ваа знае да реинтерпретириш, и кога ќе ја споиш со класичен technical analysis, например да видиме тука head and shoulders, да видиме некаков знак на reversal, јас како што гледам сега, оно уствари има divergence веќе 2-3 дена. Видите? RSI дека, а цента е подоле. Така да, не за џабе, трейдањето е многу тежок скил. Али, според мене, корекцијата на оил, што треба да се десе, кога и да се десе, ќе оде во релиф рели на акциите, ама рачунајте после тоа треба да дое Wave 5, а Wave 5 треба да биде 1, 2, 3, 4, 5. Тоа го прави сега златото, уствари. Са уме, надека да фате. Така да, што и да се случи во крајот. Ќе има тешка зима пред нас, најверојатно, или тешко лето. Али се надевам што поскоро ќе се среде. Поздрав, дечки, се гледаме.